На средина од работната недела евене со уште едно ново издание на Отвореното студио, започнувајќи од 14 часот. Јас сум Владко Чаловски, ова е мојата колешка Јана Јосифовска. Јана, што е оно што денес ќе го гледаме? Така е, следува генералната најава. Добар ден и од мене, добре дојдовте во денешното Отворено студио 1. Стартуваме, како и секогаш, со оние хайлајци, како што знаеме да ги наречеме, односно изјави, извадоци од најинтересните разговори од синокешното Отворено студио 1, во текот на целиот ден, всушност, разговорите, а потоа ќе преминеме на разговор со колегата Славчо Поповски, кој пак ќе не информира околу тој циклон наречен Андреја. Има многу прашања поставено до него и каква ќе биде временската ситуација во следните денови, дали ќе имаме затоплување или можеби останува вакво времето. 14 часот и 30 минути. Вестите на 1 ТВ и колешката Елена Джогуманова. Веќе од 15 часот и 20 минути гостинка мене и на Чаловски ни е Софија Кузмановска, која што е дел од една организација, односно првиот фестивал на улична храна, наречена Вкусот на Скопје, кој што ќе се одржи викендов во градскиот парк и ќе биде дефинитивно едно интересно доживување, па ќе ни доближи Софија малку повеќе информации секако што се ќе се одржи овој фестивал. Веќе во 17 часот, повторно сме назад со колегата Чаловски, ќе ги имаме како гости студентите од ФЕИТ, кој што пак пред неколку денови добија ново меѓународно признание од Турција, овој пат за еден многу интересен и напреден проект, па ќе ни откријат заедно со нивната менторка колку работеле и што се значи ова всушност за овие студенти. 17 часот и 45 минути. Почнува забавниот дел на 1 ТВ со музичкото талент шоу Звезда број 1. Веднаш потоа следуваат нашите ексклузивци Стефан и Нина и блокот Мода по нив со Сергеј Варошлија. 19 часот и 20 минути. Тука во Отвореното студио е Ацо Кабранов, гостин, министерот за образование Адеми. Ќе поразговараат околу слабиот упис на основци во училиштата, како влијае всушност целиот одлив на многу население надвор од земјава и секако она што е исто така доста актуелно овој период, како ќе се запишуваат невакцинираните првооделенци. Во 20 часот е дневникот, секако во централниот дневник со колегите Александар Петрески и Боријан Јовановски. Гостин ќе биде Снежана Караџовска, скопјанката чија животна сторија, особено неколку месеци наназад, може да се каже дека ја третира 1 ТВ, како со две ампутирани нозе се бори со сите буквално надлежни институции. Во 21 часот следува авторската емисија Печот на неделата и колегата Саша Ордановски. Темата ќе биде посветена на културата, односно со неговите гости ќе разговараат дали се наоѓаме пред нов трет почеток за секторот на култура со оваа влада. Гости ќе бидат Ирена Стефовска, пратеник и председател на Собраниската комисија за култура, Искра Гешовска, која е теоретичар и менаџер во сферата на културата, и ликовниот критичар Златко Теодосиевски. Во 22 часот продолжува Отвореното студио 1 со колегата Боријан Јовановски и овој пат министерка како гостин, овој пат секако министерката за правда Рената Десковска. Главната тема специјалното јавно обвинителство и каква ќе биде неговата судбина. За ово Отворено студио 1 да се заокружи со вестите во 22 часот и 50 минути. Да, одиме со ред. Вчера гости во Правда и неправда кај Гордана Дувњак беа поранешните антикорупционери Слагена Тасева и Драган Малиновски, како и актуелниот член Владимир Георгиев. Имено десетина години наназад антикорупцијска служеше веројатно за некои политички цели, а она што кулминираше дека предпоследниот состав заврши неславно со 5 оставки на членовите. Во февруари по една транспарентна постапка се избра новиот состав на антикорупцијска. Меѓутоа, сега прашањето е во каква офанзива тргнува таа. Да слушнеме што анализираат гостите кај Дувњак. Отворивте помеѓу два круга еден случај за опозицијскиот лидер Мицковски. Во некои кругови тоа беше и протолкувано и како директно мешање во изборите.
Која беше проценката на ДКС да се зафати со овој случај? Вака, ако ги следевте изборите од почетокот, ние отвараме предмети врз основа на пријави или преставки. Ако не се лажам, веднаш по завршување на првиот круг, бидејќи ние имаме рокови утврдени во нашиот закон по кој што треба, од кога ќе отвориме преставките, пријавите, да и донесеме одредена одлука. Веднаш по завршување на првиот круг ние отворивме неколку десетина, ако не се лажам, преставки во однос за непотизам на актуелната власт. Тогаш имаше, знам, забелешки дека каде баш сега отворија помеѓу двата изборни кругови преставки, зарем нема и тоа да довлијае на одреден начин на избирачите. Меѓутоа, сепак ние постапуваме неселективно. Во пред вториот круг, значи една недела од кога ги отворивме тие преставки, имаше наводи сега од другата страна, да речем, од другите страна учесник по изборите, во врска и со овој предмет. Поради тоа ние исто така го отворивме тоа. Со тоа сакавме да кажеме дека нема селективност и не би требало да се бира, искрено кажано, моментот кога одредени предмети треба да се отварат. Дали се тоа пред избори, за време на изборен период или после, доколку има злоупотреби или наводи злоупотреби или корупција или непотизам, ние тие предмети ги отваравме и во иднина исто така ќе постапуваме. Господине Тасила, како ја оценувате досегашната работа на ДКСК и гледате ли некакви сличности во тој првичен ентузијазам и ефективност од она време во кое што вие работевте во првиот состав на ДКСК, кој што се уште го носи приматот за овие 17 години како најдобар состав, кој што отворил најмногу поставки, каде што се зафатил со крупни предмети, и она што го кажав и во воведот, и веќе имавме една судска пресуда. Па добро кажавте во воведот. Имаше еден подолг период на застој во работењето на Државната комисија за спречување на корупцијата. Ние од наша страна секогаш за тоа зборувавме. Кога велам ние, мислам на првиот состав, луѓето од првиот состав на комисијата. И ги искажувавме нашите очекувања дека таа институција е неопходна, затоа што имаше тогаш и разговори дали треба се укине, кога веќе ништо не работи. И очигледно дека тука веќе можеме да направиме споредба. За жал се покажа дека кај нас процесите се реверзибилни. Можат да се вратат назад на почеток после 17 години од се она што поминавме со и примена на закон за спречување на корупција и со постоење на Државна комисија за спречување на корупцијата, која некогаш беше и лидер и во регионот, и пошироко, не само дека беше добра институција овде. Но ако се сеќавате, и тогаш во 2002 година ние почнавме од ноември 2002, поефективно веќе 2003 бевме затрупани со пријави кои што граѓаните ги доставуваат до Државната комисија за спречување на корупцијата, затоа што постоеше голем степен на недоверба во другите институции. Мислам дека тоа се случува и денеска. Денеска граѓаните исто така немаат доверба во другите институции, вклучително и во јавното обвинителство, во судството, во полицијата и едноставно тука најдоа место во комисијата каде што прво можеби охрабрени од начинот на избор на членовите на комисијата, кој што беше транспарентен, кој што беше многу добар и многу транспарентен, и сега се затрупани со голем број на пријави. Ние тогаш имавме 1100 во првата година, не знам сега колку има, но она што прашањето беше како ја гледам работата на комисијата, мислам дека многу со голем ентузијазам и многу со внесување на целата своја професионалност и знаење, затоа што сепак тие луѓе се докажани професионалци во своите професии, влегоа во костец и се фатија во костец со предметите кои што ги имаат пред себе, настојувајќи да ги задоволат и очекувањата на граѓаните. Таа компонента, настојувањето да се задоволат очекувањата на граѓаните, доминира. И може би таа компонента на некој начин и да се
Не знам, насочува од поголем број на представки од една група на луѓе кои што сакаат да упатат некаква порака или нешто друго, но тие едноставно се зафатија со работата и верувам дека овај почеток е многу жежок, но дека понатаму ќе треба сето тоа малку подобро да се канализира. Така, вчера Александар Чумовски имавме можност да го видиме во разговор со еден, односно најстариот всушност член на МАНУ, академикот Ѓорѓи Филиповски. Филиповски, како што оцени самиот Чумовски, е еден од ретките академици кои што не бегаат и од политичките теми и ги даваат сите своји видувања за моменталната ситуација во земјава, но како било и ретроспективно години наназад. И слушаме дел и од овој извадок. Разговор. Балканските народи, кога создаваја своји држави во 19 век, сите има идеја на еднонационални држави. На Балканот не може да постојат еднонационални држави. И ако сакаме да создаваме еднонационални држави, тоа значи да војуваме. Сетите се на 91 година, Босна што стана. Србите сакаа да ја направат еднонационална српска, хрватите хрватска, муслиманите муслиманска, изгубија 100.000 души умрени, уште толку ранети и 1 милион иселени. Невозможно е во услови на толку голема измешаност на народите да ги расчистувате. Таа идеја да менуваме за време на војната територии и население со албанците за време на конфликтот, тоа е резултат на таа идеја на еднонационални држави. Тоа не е можно. Еве и сега Вучич со албанците се договара пак истото да го направат. Ако го направат, тоа ќе отвора Пандорината кутија, кој знае што ќе стане со другите граници. Ајде да не гледаме постојано во Вучич. Мислите ли дека во Македонија одредени политички, етнички лоби групи не се уште преврзани на таа идеја еден ден, Пиринска, Егејска, Вардарска Македонија да бидат едно цело, а и тие може да бидат едно цело во рамките на Европската унија? Во рамките на Европската унија можат, инаку не можат. Не дај Боже сега да се обединиме, етничкиот состав е таков, што во таа обединета Македонија, македонците, или како ги вика Крсе Месирков, славо македонците, ќе бидат 20-30 на 100, ќе бидеме малцинска заедница. Ако сакаме тоа да бидеме малцинство, па да се обединиме. Академик Филиповски, денеска е 8 септември. И јас на овој ден, освен мојата честитка до вас, како еден од доајените на македонското жителство и на науката, сакам да ве прашам за еден миг кој е многу важен во Македонија. Ако 8 септември е референдумот за самостојна Македонија, што е за вас 30 септември? И тој референдум во кој ние, граѓаните, треба да решиме за каква иднина, за каква Македонија ќе се определиме. За ваква каква што е, за можеби некаква етничка Македонија или за некаква европска Македонија. Чомовски, кој ќе живеете долго, многу работи преживувате. Имаше, според мене, 3 крстностици во животот на оваа земја за време на мојот живот. Првата беше НОБ и АСНОМ. Нашите генерации ја создадоја оваа земја. Јас бев еден од учесниците уште од пред војната и за време на војната, и во партизани, и за среќа се вратив жив и здрав. Едно 20.000 души, мои драги колеги, не се вратија. Меѓу нив
другари блиски и родни не ми се вратија. Такво време беше, бевме идеалисти, да не речам утописти, сакаме да создаваме држава и да градиме социјализам. Тоа е правата вистина. Тоа е првата раскрсница. Во таа раскрсница левите беа за ослободување на Македонија, десните беа тие сега што се за самостојна Македонија беа слуги на окупаторот. Ниеден ВМРО-вец не заде пушка да се бори против Бугарија. Кога Македонија припаѓала на царство Българија, секој пат се заборзаваше на самостојна Македонија. Се подсетивме на разговорот на Чомовски со академик Филипов. Што се во студиото е оние загрижувачки бројки кои што вела дека во изминативе 18 години сериозно е намален бројот на основци кои што одат во училиштата. Овде во студиото разговаравме со поранешниот директор на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски и актуелниот заменик министер за образование Петар Атанасов. Да ги слушнеме и нивните ставови, а потоа се враќаме во студиото и овде е Славчо Поповски. Главно се економски причините поради кои имаме големо иселување. Кога би ги запрашале младите поединечно, посебно, тоа се однесува на можностите на завршување на добро образование, на добра кариера, добра професија. И овие се процеси многу тешки и болни за многу држави од регионот. Поминаа многу низ нив, еве, сега кај нас се случуваат и не е добро. Кога сме кај младите, налетав на едно истражување за 2018-2019 година за младите во Југоисточна Европа, што значи сите држави околу нас, плюс Романија. Само Србија по ова истражување има полош скор од Македонија. 73% од испитаниците рекле дека би заминале од државата, а 27% дека би останале. И она што ми дојде како фрапантен податок е дека младите во Бугарија и Хрватска имаат позитивни бројки. Зошто во Бугарија има поквалитетен живот? Перцепциите се кај младите различни поради различни фактори. Веројатно во општеството и државите каде што подолго време нема развој, нема подем, нема модернизација, атмосферата е можеби негативна, младите и поради политички причини, по различни социолошки причини, се случува младите да даваат различни одговори. Во некои држави се повисоки. Да, Македонија се високи се скоровите на одговор на младите дека најчесто размислуваат за иселување од тука. Еве вие потврдувате дека така во Србија. Во Бугарија и Хрватска зошто е поразлично? Веројатно можеби државите прават напори, се обидуваат да покренат некакви процеси кои би ги задржале младите. И може бидејќи се во Европската унија. Па веројатно да. Иако Хрватска во овој момент страшен бран на иселување владее во Хрватска овие 3-4 години, каде што наставниците од образовниот процес се иселуваат и одат во Германија, во други европски држави, каде што за 2-3 пати им се повисоки платите. Значи луѓе со добри кариери, од образовен систем одат и работат во неколку држави каде што се многу повисоки примањата. Различни се факторите, но државата мора да прави напори за отворање на нови работни места, подобрување на процесите, подобро образование е една од причината што младите често ја наведуваат. Многу работи треба да се прават за да се спречи овој бран. Иако за волја на вистината овде кога гостувале млади луѓе кои што сме разговарале токму на овие теми, некои од нив велат дека и поради самата модернизација, иако е тоа мала бројка на луѓе, Европа и светот им звучат попривлечни во нивниот модерен нов живот. Убаво да се патува, убаво младите луѓе да прошетаат, но не е убаво да го напуштат овој простор за секојаш. Но одлуките на секое семејство, на секој млад човек се индивидуални. Секој сам мора да одлучи каде ќе живее, што ќе учи, како ќе се развива семејството. Исто спомна дека мојот соговорник дека има и причини дали колку семејството бројката ќе биде на едно семејство. Тоа се одлуки кои секој семејство сам си ги носи. Некои држави имаат култура на многу детност, некои не. Некои се прилагодуваат на економските прилики. Се поскапо или чинат трошоците на воспитување деца, на школување деца. Тоа се трошоци кои секој семејство го погодуваат, но долгорочно е планирањето. Убаво е кога во едно општество ќе се стабилизираат процесите, кога немаме бурни политички настани,
И убаво е кога може да се планираат и семејните одлуки за колкаво семејство ќе биде, каде ќе живее, со што ќе се бават децата, изборот на училиштето, на школата, на факултетот и дали се можностите за развој поголеми. Често младите не забележуваат дека имаат слаб избор овде во однос на школувањето и во однос на првото вработување, каде што се фрапантни бројките дека над 50% од младите на одредена возраст не може да дојдат ни до своето прво работно место. И тоа се бројки кои треба да не загрижуваат, треба да планираме и треба да ги подобруваме тие процеси. Да, и како што најавивме, со мене е Славчо Поповски. Славчо, ајде да започнеме всушност со она што и во најавата го кажав, циклонот Андреа не одмина или не одмина? Така, значи. Да, де факто имаше нели многу врнежи. Поздрав до гледачите. Според последните информации кои ги добивме од мерните станици, најмногу дожд досега има наврнато во Лазарополе и тоа 81 литар на метар квадратен, додека во повеќе региони од Западна Македонија количеството на врнежи е над 30 литри на метар квадратен. Зборуваме за последните 72 часа, што е навистина премногу. И овдека сакам да ги пофалам сите оние кои се организираа и институциите и сите други кои направија се пред невремето за да не дојде до некои локални поплави, така да си извршија својата работа. И сакам да кажам дека циклонот Андреа воопшто не одмина и ќе продолжи се до петок со поголем интензитет, па така особено од пладневните часови па натаму се до петок, како што кажав, ќе имаме развој на нестабилна облачност, проследена со породен дожд, грмежи со засилен ветер, а локално процесите ќе бидат и поинтензивни, застапени во форма на невреме, со интензивен породен дожд, електрични празнења, како и со појава на град и со засилен ветер. Да, но може би повеќе реакциите на граѓаните се веројатно дека очекувале некаков поголем циклон согласно навите, ако се земе во обзир фактот дека во соседните држави доста штета направени. Доста штети, дури имаш и повредени луѓе, и тоа во Загреб. А најновата информација е тоа што за жал во текот на вчерашниот ден на дојдените води во Босна и Херцеговина одне едно 6-годишно дете и се уште мислам не е пронајдено. Се очекували, осам ова што кажа дека од петок до петок фактички ќе се засили интензитетот, меѓутоа дали да очекуваме нешто и вака со поголеми штети или тоа не може уште да се прогнозира? Барем за сега може да очекуваме, како што кажав, нестабилност, засилен ветер во зоната на нестабилноста. А викендов, веќе од петок? Од петок па натаму очекуваме нешто, од сабота па натаму очекуваме постабилно и значително потопло време, но до петок уште да кажам дека локално се уште се очекува и позначително количество на воден талок, и тоа над 30 литри на метар квадратен. Па и да напоменеме дека со оглед на тоа дека очекуваме и електрични празнења, во случај на појава на истите да не се престојува на отворен простор и под осамени дрви. Во ред, Славчо, ти благодарам за овие информации. Со разговорот со тебе го заокружуваме овој прв блок од отвореното студио 1. Останете со нас за кратко. Следуваат вестите со колешката Елена Джогуманова.